Добар ден, почитувани, ова е најновата телма Амбуланта. Кај нас често велиме, само да сме живи и здрави. Но што на вистина значи тоа денес? Зошто во Македонија живееме пократко од многу европски земји и покрај напредокот во медицината? По повод Светскиот ден на здравието, разговараме за улогата на науката во современото здравје, за границата меѓу потребна и преголема диагностика, но и за тоа колку информациите од интернет и вештачката интелигенција ни помагаат или не збунуваат. Гостин во студиото е професор доктор Горан Димитров, специјалист по гинекологија и акушерство и претседател на Македонското лекарско друштво. Останете на телма. Денеска е Светскиот ден на здравието. Ке зборуваме за науката наспроти дезинформациите со професор доктор Горан Димитров, специјалист по гинекологија и акушерство и претседател на Македонското лекарско друштво. Професоре, добре ни дојдовте во телма Амбуланта и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Што денеска значи да се биде здрав? Дали тоа значи само отсуство на болест? Нормално здравје не представува само отсуство на болест, туку тоа е состојба на физичка, ментална и социјална благосостојба. Додека болеста е нарушување на нормалната функција на организмот, сите тие други додатни работи го прават нарушувањето на здравјето. Денеска науката направи всушност ние поинаку да гледаме и да го разбираме здравието. Па што се може да се каже од кои се најголемите научни достигнувања кои што направија голем пресврт во здравието? Кога гледаме во минатото, нешто што се случувало можда во минатите векови, не сега, најголемиот придонес во зачувањето на општото здравје на популацијата биле секако прво вакцините, потоа антибиотиците, потоа генетиката во 50-тите години, потоа доаѓа модерната диагностика, значи имиджинг методите како што се магнетната резонанца, петот и така натаму, па еве во новата ера минимално инвазивната хирургија и дигиталната медицина. И дигиталната медицина. Точно така. А дали денеска човекот живее подолго благодарение на медицината или на тоа што се променети некои животни навики? Например, сапун, вода, одржување на хигиена. Па видете вака, не само и двете, и медицината, меѓутоа и подобриот начин на животот, во кој што секако спаѓаат и исхраната, и хигиената, и превенцијата. Да се осврнеме на минатото. Ако немало хигиена во негувањето на породените жени во почетокот на 20 век, кој што е тогаш им станало јасно, значи дошле до такво научно сознание, немало никош да се намали смртноста на жените кои што се породува. Бидејќи не знаеле дека при самите манипулации и прегледи, докторите гинеколози од мојата пракса, дека со самите нечисти раце внесуваат микроорганизми и со тоа се зголемува смртноста на породените. Во минатото било ли тоа тешко да се прифати од страна на стручната јавност тогаш? Мислам дека точно го избрав овој пример. Зошто? Заради тоа што точно овој доктор, ние сега го величаме научник, бил отстранет од работата заради тоа што го кажува. Затоа што во тоа време да се каже дека рацете на еден доктор се нечисти во Виена, било преголема работа. Меѓутоа, после тоа, кога увиделе дека во праксата дека тоа е вистина, он вратени му се привилегиите и запишане во историјата дека е тој кој што прв кажал и прв кој што почнал да применува. Докторе, во Македонија животниот век е пократок во споредба со западноевропските земји. Има податоци кои што велат дека очекуваниот животен век во Европската Унија е 81,5 години, а додека податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека очекуваниот животен век во Македонија е 76,63 години. Тоа речиси 5 години помалку. Зошто е тоа така? Видете, вака кога гледам различити податоци, еве јас во нашиот разговор го гледав и ги гледав средните вредности на околните земји и многу ми станува мене јасно од статистичка гледна точка дека за тоа се криви пред се животните навики, пушењето и исхраната. Меѓутоа тука доаѓа и касната превенција,
а имаме и нееднаков пристап до здравствените услуги и организацијски слабости. Кога ќе се земе сето тоа воедно, нас ни станува јасно дека животниот век е скратен кај нас заради комплексноста на сите овие фактори. Како да кажеме, човек кој што пуши и кој што лошо се храни и кој што не иде воопшто на никакви прегледи, секако дека ќе умре побрзо од човек кој што ги прави сите тие овие работи. Така, ги гледа податутите, вели, највисок животен век има во Мадрид, да. А најдолговечни во овој регион пак се грците. Да. Дали може би медитеранската исхрана има некакво влијание, потоа сонцето? Секако, зашто се кажува дека места кои што се од една страна почисти, во смисол на загаденост, оние кои што храната им е секако по контролирана, значи не јадат секаква исхрана, и секако оние кои што имаат пристап до здравствените услуги, побрз пристап, а и секогаш кажуваме дека превенцијата е она што е главно. Зошто е превенцијата главна? Зошто? Затоа што ако се успореди животот на една жена која што живее во земја од низок социјален ниво на развој и која што има преглед да направи, еве, да кажеме, Бриз, Папа Николау, ХПВ, тоа што го работам јас, на 150 километри од местото каде што она живе, и да споредиме тоа со жена една која што живе во земја на Европска заедница и која тоа и се наоѓа на 200 метара или на 300 метри или на 500 метара од незе, секако дека сите тие околности допринесуваат до ризик фактори кои што се комплексни, како што кажав, и кои што донесуваат до скратен век на живење. Така. Или по пошта да стигне примерок за Бриз, оригинален, за да се утврди присуство на ХПВ, или пак во наша средина каде што нема гинеколози воопшто. Точно така. Во одредени градови. Да кажеме средина кај што има жена која што ниеднаш не било у својот живот на преглед гинеколошки. Се среќавате со такви пациентки? Среќаваме. Затоа и правиме, еве, преку Македонското лекарско друштво имаме мобилни амбуланти кои што одат во такви региони и амбулантата има во себе вградено ехо, стол гинеколошки за преглед и тамо со помошта на УНФПА и со помошта на локалните Црвен крст ги помагаат да ги регрутираме на еден начин тие пациентки и имаме добри резултати. Откриваме доста работи кај некои кои што не биле со години на преглед. Што велат, зошто не одат на редовни прегледи, професоре? Дали бидејќи нема гинеколог во нивна близина или едноставно станува збор за недоволна свесност за потребата од превентивен контролен преглед? Видете, тука се заеднички и недоволната едукација, меѓутоа и системска организација треба. Науката денес секаде јасно дека повеќе се насочува кон превенцијата, а праксата практички заостанува. Еве да кажам, можда едуцираноста на населението во Рим, главен град на Италија, каде што и самата баба, не мајката, не внуката, знаат дека треба да се иде редовно на гинеколошки преглед во минатото Папа Николау, сега ХПВ тест, да земам повторно пример од мојава струка, и на еден начин тие се самоорганизираат, се самоподсетуваат меѓу себе. Си пренесуваат дека еден член од фамилијата не бил на таков преглед и другите членови на фамилија, женските членови на фамилијата, го подсетуваат тој член на фамилијата да оди да се прегледа затоа што касни. Тој преглед таа требало го направи во октомври, меѓутоа веќе е ноември, она касни, потребно да го направи. Тоа е во склоп на, така да кажеме, традиционалната едукација на населението, а втора работа е тоа што ние и покрај тоа што имаме, уведуваме
протоколи, водичи и сето тоа многу не се почитуваат и од страна на самите пациенти. Зошто? Тоа што кажат, зашто јас морам да идам еднаш во 3 години на тој преглед, не треба, здрава сум, не ми е потребно тоа. Ако ништо не ме боли, зошто би одела на лекар? Ако имам симптоми, тек тогаш ќе оди, тогаш веќе е касно. Кога ќе се јават симптомите, тогаш кај секоја болест е касно. И секојаш кажуваме ние, можда не само гинеколозите, него и сите доктори, дека подобро да се спречи, него да се лечи е еден вид на поговорка, не една изрека, која што постои во сите јазици на светот. Тоа има еден лингвист кој што го одредил, можда малце на некој различит начин го кажуваат, меѓутоа суштината е тоа. Суштината е тоа. И поевтино за општеството и нормално дека по долг живот се нуди ако болеста се превенира. А за да се превенира, потребно е да се издиагностицира некаков проблем. Сега имаме современа диагностика. Таа го подобрува здравието. Современата диагностика го подобрува здравието. Сите тие работи кои што се измислени, поготово од времето на да не правиме разлики измеѓу аналогната и дигиталната ера, меѓутоа многу од тие работи се сега толку совршени да ни се многу леснети. Например, ако порано не можевме да ги добиеме тие слики во токав убав резолуција, зборам за имиджинг во медицината, сега имаме многу убави машини, апарати, скенери кои што тоа го возможуваат и нудат доста точна диагноза. Меѓутоа, сега зборуваме во медицината и за прекумерно правење на диагностички постапки кои што не се потребни заради тоа што тие ги имаме на претек и можеме да ги употребуваме и во сомнителни диагнози и во диагнози кои што нема потреба да се прават тие диагностички постапки. А и луѓето при секоја здравствена тегоба велат, ајде да си направам јас едно снимање на магнет, не би било лошо. Некои се одлучуваат и на своја рака да си направат тумор маркери. Точно. Па потоа избезумени одат на лекар доколку нешто е покачено, а не секогаш станува збор за сериозна болест. Видете, има голема разлика измеѓу нешто што они ќе го прочитаат и они што мислат дека треба да се прави во однос на тоа што на вистина треба да се прави. Со тоа имаат проблем насекаде во светот. Дури да кажам една мала дигресија да направам, имаме една интересна слика што се и е вистината, не е нешто створена. Можда малку на шала во една болница во Лондон има напишано кој спомене диагноза од интернет или било што, она ќе биде казнет со 10 фунти. Тоа не е ништо, мислам 10 фунти можда за нив, меѓутоа како еден вид застрашување. Затоа што секогаш кога да тие на доктор почнува, ама знаете, јас прочитав дека на интернет пишува дека тоа е така, дека не е така. И обично одредените веб сајтови не мора да значи дека се точни. Да, во таква ера живееме. Затоа што првата работа која што кога дојдоа компјутерите, јас мислам дека кај нас на ова подречје, да кажеме на Балканот, беа тоа негде на персоналните компјутери направива пробив да може секој да ги има, а не само фирми, негде 89-та, 90-та, 91 година. И од тогаш секогаш ни се втуруваше во глава една изрека на познат, иако тогаш не знаевме колкава е моќта на персоналните компјутери и уопште на информатиката, на англиски garbage in, garbage out. Значи, ако ставите ѓубре вонутра, ќе изнесете само ѓубре. Значи, ако ставите убава работа, ќе изнесете убава работа. Значи, податоците, ако се лажни, ќе изведат лажни податоци за друга. И па сега како во ова морени информации да се процени
што е релевантно, научно докажано како информација или пак е некоја дезинформација? Бидејќи на социјалните мрежи може да се види се и се што. Видете, има и никогаш не може артифицијалната интелигенција да биде замена за лекар. Може да ќе се доведе до некоја совршеност, меѓутоа секогаш треба да ја внесеме и едно второ прашање. Емпатијата и контактот со хумана личност, значи не со артифицијална личност. Значи, они може да направат донесување до точност од, да кажеме, 99,9% точност на диагнозата. Меѓутоа, секогаш ќе фали до тој доведување до тој процент некоја човечка нота и сега за сега сите тоа го препорачуваат дека ние артифицијалната интелигенција треба да ја сметаме само како алатка за помош, а не како нешто што самостално би одвивало и би не носело кон крајни заклучоци. Тоа е не само за медицина, тоа и за секаде. Имаме една смешна сторија за градење на архитектонско проектирање на мост кој што било направено со артифицијална интелигенција, па на крајот мостот била само некоја една единствена работа била забравена и кога веќе бил пуштен мостот, за среќа се прошетало, тоа може да е шега, некое куче на мостот пес и мостот паднал. Заштото што само една мала работа во самото тоа проектирање на мостот била заборавена од страна на артифицијалната интелигенција. Кога збориме за медицина, исто тоа е така. Значи, многу голема помош е артифицијална интелигенција, значи во собирањето на податоци, во систематизирањето на податоците кои што ги добиваме и на крај во дизајнирањето на поставувањето на некоја теза, на шема, на начинот како би можело да се третира пациентот, или пак да можеме да прашаме дали има нешто друго од она ние што го знаеме. Значи, кога доаѓаме до такви заклучоци, треба секогаш да се прашаме и да го разработиме тоа што го добиваме како одговор од артифицијалната интелигенција. Така, но порано кога ќе ги внесевме податоците за некоја здравствена тегоба на Google, доктор Google обично ги даваше најстрашните сценарија, виднаш рак или пак мозочен удар и слично. Сега вештачката интелигенција тоа некако многу поспретно и повешто го анализира и дава поконкретни информации. Ви доаѓаат ли пациенти веќе со диагноза која што си ја поставиле, се издиагностицирале самите на интернет, па потоа доаѓаат кај вас да ви кажат дека сметаат дека се соочени со некаков проблем? Тоа е посебно доста често во последните, да кажеме, 2 години. Зошто ли тоа што тогаш стана овие софтвери кои што се делумно и бесплатни. Меѓутоа и нивната претплата на вакви програми не е многу скапа, така да голем број од пациентите ги собираат податоците или, што е уште по-тешко за нас докторите, прават еден голем број на прашања кои што човечкиот мозок не може да ги веднаш да ги разработи и да ги одговори. Ви доаѓаат со листа на прашања? Точно така. Значи, прашањата се, они ги собрале од страна на артифицијална интелигенција, да речеме, или да не ги кажуваме софтвериве кои што се или ChatGPT или Perplexity или било кој од тие комерцијални програми и ги поставуваат на еден лист и почнуваат да прашуваат. Едно по едно. Да, едно по едно. Дали требам ја вака да правам, дали јас ова, дали мислите од ова новото што излезено, меѓутоа го нема кај нас овој лек, дали треба да го примам, и сите тие наредени лист кои што нормално дека ние не би можеле да ги одговориме сите тие. Меѓутоа, што се случува? Ако има човек, експерт, кој што работи во една област и работи со години,
може да се доведе до такво совршенство да може да некој од тие одговори ги минимализира или ги направи дека не се објективни или дека не се воопшто предмет да можеме да разговара. Како, например, на самите интернет веб страници, портали, да кажем, извори, има дека реклами за одредено средство со кое што се лечи одредена болест. Артифицијалната интелигенција тоа го гледа и мисли дека ако има толку многу повторување на тоа средство, дека тоа е добро средство. Меѓутоа, ние знаеме дека за тоа средство не постои. Значи, треба некој повисок ранг на размислување и во праксата ние знаеме дека тоа средство практички не помага, не се случува. Порано, тоа има едно сигурно 10-15 години, има една сега пак од мојата област кажувам, имаше една така наречена афера за лекувањето на кој што е докажано дека нема лек за активен, значи лек кој што може вируцид да го убие вирусот со кој што предизвикува рак на грлото на матката. Меѓутоа еден неени доктор направил толку многу добра кампања која што и на интернет и на секаде пред 10 години и со кој што не може да се провери, така да он направи практички интернет измама со кој што продаде стотици илјади на интернет лекови, парчиња лекови од неговиот производ, а у сушност тој не беше проверен ниту во една студија. Ниту во една. Значи, ние кога бараме, тоа ни е и поентата на утрешниот ден на здравје, дека науката помага многу во здравствената практика и обратно, здравствената практика мора секогаш да се базира на научни докази. Секогаш тоа мора да биде научно докажано. Така, а медицина базирана на докази. Точно. И сега, кога ќе се појават некои такви производи на интернет кои што ветуваат брзо оздравување, не секогаш е лесно за луѓето да препознаат што е вистина, што не. Тука доаѓа докторот. Тука доаѓа човечкото суштество кое што така има пракса и по етичките норми тие би морале да го препорачаат она средство кое што е најдобро и ние секогаш доаѓаме во онаја замка, најдобро, некогаш и да е најскапо, ние треба да го препорачуваме она што е најдобро. И како кажуваме, ова е најдобро, меѓутоа, можда тоа не можете да го набавите, го нема кај нас, можда сето тоа, може добро на второ место да се третирате со тоа, што можете да го најдете. Заштото што дури во развиените земји некогаш има некој од медицинските средства или лекови или ова кои што недостасуваат. Споменавме дека современата диагностика е многу важна за зачувување на здравието, но дека некогаш може да се случи оној проблем со прекумерна диагностика. Па како се проценува колку е оптимално? Има ли тука некои немаме тука оптимално, него норми, ретроградно согледуваме за која диагноза, за и кој преглед, така, нели сите имаме тие шифри, се правени прекумерни прегледи, а кои што не довеле до стварната диагноза. Ние на самото сомневање, можда напразно правиме сето тоа. Меѓутоа, како да кажам, воколку постојат стварни индикации да се прати тој пациент на таков преглед, тогаш ние можеме да очекуваме во одреден процент и тоа да не биде точно, значи да не се воспостави диагноза. Меѓутоа, ние се сомневаме. И кога ќе одиме кај направа која што е направена од артифицијална интелигенција, и таа ќе греши. Зошто ќе греши? Заради тоа што биологијата е направена да биде не математика, него да биде на математичката Гаусова крива. Значи имаме нешто што е веројатно, меѓутоа имаме нешто што не е многу помалку веројатно да се случи. Не значи дека
еве, симптом кашлање, така. Они можда одма да кажат диагноза artificial intelligence, да каже дека е тоа пневмонија. Тоа може да биде обичен ринофарингит. Така, имаме секогаш некои тешки конклузивни работи во информатиката кои што баш не може да иде така. Не е тоа математика. Затоа така кажувам. Не е тоа чиста математика. Затоа мислам дека и на вештачката интелигенција поставија ограничувања сега во софтверот да не смее да поставува диагнози. Точно така. Прво, зашто го прават тоа? Заради тоа што се ствара паника меѓу народот, заради тоа што он може научил практички на целата работа дека тоа иде на машинско учење. Софтверот се заснова на машинско учење. Еден прашал зашто, и другиот прашал, третиот прашал, и он заклучува дека тоа мора да е заради тоа. Заради тоа што има многу што прашуваат заради тоа. Еве, ние имаме и добри работи од тоа машинско учење. Еве, сакам еден пример да кажам. Неодамна ние го истакнуваме, пошто сме и, еве, да се пофаламе и добар центар за колпоскопија, меѓународен Скопје, значи нашата клиника, кинезите направува машинско учење. Како? 12 експерти, значи тоа се луѓе, на одредени колпограми, значи слики на грлото на матката, оцениле, заокружиле кои се тие промени и тие ги ставиле во машина, се скенираат, кај што машината ги анализира и кажува ова изгледа вака, ова мора да е леукоплакија, тоа е промена. Ова изгледа вака, тоа мора да е пунктуација. И направиле на само 1200, тоа не е ништо. Значи, 12 експерти по 100 такви слики направиле и ги ставиле практички во меморијата на машината, на тој кој што е артифицијалниот мозок, да го кажеме, и со голема точност, сега кога ќе му дадат таква слика на апаратот кој ќе ја скенира он и покажува промените, дури ги отцртува. Тоа го направува кинезите. Меѓутоа, тоа е огромна помош, но не може да биде краен заклучок. Нити за диагнозата, нити може да биде заклучок за дали навистина промената е таква. Дали науката во медицината повеќе се фокусира на лекувањето на болести, отколку на превенцијата? Бидејќи има многу луѓе со хронични болести. Мислите дали е подобро да се превенира? Тоа го кажаме, изгледа, не, како изгледа сега? Дали науката повеќе фокусирана кон изнаоѓање лекови за одредена болест или кон превенција на болести? За жал, превенцијата не е добра никаде во праксата. Заштото што е тешка да се организира. И во најдобрите земји многу тешко иде превенцијата. Измислувањето на нови лекови или третманите прави, веќе на настанатата болест, се нешто што може, во колку таа болница држава има пари, може лесно ги набави да почне, ако се во протоколот, да ги потребува. Тоа е јасно. Меѓутоа, многу подобро, значи подобро е да се вложат пари во превенција, отколку во лечење. Не зборам тоа заради социјалните трауми и човечки трауми и живот и сето тоа, него зборувам и на крајот од криштата за економијата. Ако се вложува во превенција подобро, нема да има трошење на пари за толку многу повеќе пари за третмани кои што се нормално поскапи од превенција. Или, еве, вака да ви кажам, ја повторно на мојата струка, еден ПАП тест и еден ХПВ тест кошта, еве, да кажем, цена средња на десици на $11, а ако таа жена не иде и не го употреби тој $10-11 еднаш у 3 години, може да заболи од болест која што ќе кошта некаде, да кажам, еве, на Европска заедница цените измеѓу 60 и 80 илјади евра. А меѓу другото чини и живот. Тоа, не зборуваме за социјалните и човечките трауми. Јас зборувам за оправданоста, логистичката оправданост на превенцијата. Затоа и тоа стои така. Затоа и некогаш, кога ќе се закасни
во превенцијата. Се вика, многу малку време требало пред това да дојде пациентот за тоа да се прегледа, како би била фатена болеста во рана фаза, би била на тој начин истретирана. Еве пак на пример на моите, преканцерозите се 96 до 98% излечиви. Иако се јават повторно може да се третира тие 4-6%. Така, преканцероза. Ако жената редовно иде и ми се појави, може и втор пат да и се појави. Ама ќе биде истретирана, кај незе нема рак да се појави. Меѓутоа, кај онаја, кој што веќе има инвазивен рак, тука имаме процент на преживување. Значи, survival. А тоа значи, таа која што ќе дојде до фаза, до стадиум 1А, 1Б, ќе има скратен живот, да кажеме, за 10 до 20%. Онаја кој што ќе дојде во стадиум 2А, 2Б, ќе има повеќе скратен живот. А веќе тие што се над 3А, 3Б, имаат многу скратен живот. Например, високите стадиуми на нашиве малигни болести, воопшто кажувам, имаат некаде процент на преживување 5 годишно, значи тоа значи сурово да го кажам, 20 до 25%. Што значи тоа? 80% од заболените кои што се во тој напреден стадиум во текот на 5 години ќе умрат. А сето тоа може да се превенира? А сето тоа може да се превенира. ПАП тест или со ХПВ типизација? Збориме за конкретно болест. сега конкретно за ова зборуваме. Има и други болести, превенција има лечењето на нормално еве да збориме од други проблематики. Јас не сум по тоа експерт. Меѓутоа хроничните болести кои што би можеле да се третираат, сигурно дека го продолжуваат животот. Така. Ако не се третира хронична болест, нормално дека го скратува животот. Се почесто се зборува за персонализирана медицина. Што е тоа, можете ли да ни појасните? И за генетски тестови. Дали со генетските тестови може да се превенира болест или пак само се докажува одредена диагноза? Значи, доаѓа време да може да во база на генетиката да дојде и до предвидување. Меѓутоа, уште е рано тоа. Меѓутоа да се предвидува до која болест би можела да настане. Меѓутоа, сега сме во фаза на науката на проценти. Например, еве да се осврнам, и тоа не е во наш домен, кај нас барем не е во домен, на брест карцинома антиген, го знаете тоа, познатата брка. И еден која што била откриена од страна на жена која што не е доктор, врз база на статистика, која што случајно прашувала, гледала дека мајките, тетките на тие заболените од сето тоа, па повела голема, па се удружила со биохемичари и доктори и довеле до заклучокот дека е тоа. Тука одредување на генетската предиспозиција доведува до тоа да практички имаме одреден процент, а тие што се носители на брка 1 или сега имаме брка 2 уште поусовршена, дека има огромен процент во текот на нивниот живот, тоа значи голем распон, може да биде на 40, може да биде на 55 години, да развијат карциноми на неколку од органите. Тоа е она што стално го кажуваме познатата Анџелина Џоли, која што направи операција на други органи, ги отстрани двете дојки? Точно, заради тоа што постои голема шанса, процент да се развие болест нивна, затоа што е носител на брка 2, значи е позитивно. Здрави дојки таа отстрани, всушност за да спречи развој. Заради огромен процент на можност да се развие болест малигна на другите органи. Имаме и други предикции, ако е тоа уште во самото ние познатиот PGD, го викаме ПГД, значи во самиот ембрион, ја така малце поедноставно објаснувам, се зима клетка
ембрионот, Добра. кој што е наменет за да се пренесе во матката при инвитро фертилизација или бебеот е првета, и со тој PGD пренатална генетска диагностика се утврдува дали тој ембрион ќе создаде дете кој што ќе биде со аномалии или ќе биде здраво дете. Значи до таму е дојде науката. И тоа и го прават сега. И тоа и го има и кај нас. И е многу расширено и во околните земји исто така го има. Или па за жал ја све за мојава струка зборувам, меѓутоа имаме и така наречениот НИПТ, неинвазивна. Така, јас тоа сега го потенцирам преку крв. Пренатално тестирање. Порано се плашеа сите, иако и сега уште се употребува амниоцентезата. Бидејќи може да дојде до не сака нискот понекогаш. Ќе дојде време кога се ќе може врз база на крвта од мајката да се дознае за фетусот. Тоа значи дека клетки од фетусот, значи не уште не роденото бебе, се пробиваат во крвта на мајката, циркулираат во крвта на мајката. Во крвта на мајката и методата го знае кој е ДНК-то на детето, пошто ДНК-то на детето се разликува од ДНК-то на мајката. Има ДНК пола-пола, нели, мешано е од таткото и од мајката, и тоа се испитува исто како кога ќе се земе од него при амниоцентезата, значи тие free fetal DNA го викаме ние, слободна фетална ДНК, се испитува дали се со аномалии или не се со аномалии. Има вистина дека овие клетки циркулираат во телото на мајката потоа со години? Не се знае тоа, меѓутоа се знае дека од 9-та недела може да се установи тоа. Порано не. Значи од 9-та недела од зачнувањето веќе почнуваат да циркулираат овие од 9-та недела клетки во... И тоа, еве вака да ви кажам, не е одавна, тоа е скоро. Така фасцинантни се овие податоци. Науката се движи со брзи чекори напред. 10-15 години има како еден научник од Хонг-Конг го прикажа тоа и докажа дека е точна методата. Ќе дојдеме ли до момент кога болестите ќе може да се предвидат пред да се појават? Веќе се зборува за одредени анализи преку крв кои што може да укажат на тоа дали пациентот ќе развие карцином за некоја година или пак Алцхаймер. Се зборува за тој тип на тестови. Има таква и може да направам една аналогија, нешто аналогија на тоа, предвидувањето е и сега на доста добра метода, која што ја вака едноставно ќе објаснам, која што од хистолошкиот тип на туморите практички се прави терапија по мерка на индивидуата која што е заболена. И тоа е доста големо откритие во медицината. Практички ткивото кое што е заболено, значи малигно, се зема, се испитува и се прави така наречена ултрадиагностика во кој што може да се знае кој вид на лек ќе делува на тој тумор или тоа заболување. Затоа што сепак тоа е заболување кое што е општо, значи меѓутоа има индивидуалности во пристапот и во третманот. Дали довербата во медицината е важна за исходот од лекувањето? Знаете, тоа се среќаваме во секојдневието и секогаш треба да се направи добар спој помеѓу пациентот и помеѓу докторот. Зошто што воколку пациентот верува на докторот, тогаш ќе биде и идењето на прегледи и следењето, па дури и третманот на пациентот ќе биде подобар. Затоа треба секогаш да се доставува до јавноста дека било каква замена не може да биде замена како што е човечкото суштество. Кој што размислува, заради тоа што во некој случај човечкиот мозок може да биде надминат од некои видови на, кажам, механички размислувања од страна на компјутерот и на артифицијалната интелигенција, меѓутоа секогаш ќе остане она непредвидливото, кое што само
човечкиот мозок ќе може да го предвиди. Сега тоа е у склоп на научната фантастика, меѓутоа, како што се развива брзо се, како што ние на шала кажуваме, можда ќе дојде времето на познатиот доктор Дата. Дата е од Стар Трек, од вселенски патеки, кој што со еден обичен како диагностички пиштол можеше да предвиди која каде заболувањето, со тоа лечи, со тоа се прави диагноза. Веројатно ќе дојде и до такво време да имаме некоја направа која што ќе може да диагностицира, а ќе имаме друга направа која што ќе може да лечи. Професоре, што вели науката денес? Што можеме да направиме за да си го подобриме нашето здравје во однос на промената на животните навики? Ова прашање ми го поставија минатата година и ја имам еден овде баш така извод од пршта, сакам да го кажам тоа, а тоа е дека што треба да правиме, една проста реченица, можда малце и ќе ви биде чудна. Вика, вака тоа го кажуваат од Светска здравствена организација, да вика, да направиме мал, ама конкретен чекор, 2 точки, повеќе движење, подобра исхрана и грижа за себе. Тоа е тоа што го кажува. Грижата за себе, тоа е клучот. Значи, повеќе движење, подобра исхрана и грижа за себе. Седичкиот начин на живот да го замениме со точно така. Прошетки, пешачења, да внимаваме што јадеме, да си готвиме, да се вратиме на наша традиционална кујна од некогаш, семејниот ручек. Здравата храна која што не е многу конзервирана, која што не стоела многу во фрижидер, која што е од природно поттекло. Потоа да се грижиме за себе, да спиеме барем 6-7 сата у една вечер, да не правиме преголеми напори и за млади и за стари луѓе. Преголемиот напор некојаш ги истоштува и младиот, меѓутоа и старите организми. Друга страна, да нема лоши навики. Значи, да нема претерано тие лоши навики, затоа што знаеме дека никотинот и котининото се сродни материи, се број 1 карциноген во хуманата медицина. Но тука и загадувачи микропластики, но навистина немаме време за тоа. Само да се фокусираме на годинишното мото. Вели на Светскиот ден на здравјето, заедно за здравје, поддржете ја науката. Точно така. Значи, секогаш сето тоа да биде базирано на научни докази. Подупирајте науката во смисла на тоа, немојте да ги омаловажувате оние работи кои што се научно докажани. Секогаш треба на нив да се базираме за да дојдеме до конечната цел. Како Македонското лекарско друштво денеска ќе го одбележи овој ден? Денеска имаме во 1 часот традиционална покана до Министерот за здравство и до представникот на Светската здравствена организација Али Јаким, кој што за жал е одсатен, меѓутоа ќе ни се на видео ќе ни се обрати, на видео линк ќе ни се обрати и после тоа доделуваме награди за заслужените доктори преку Македонското лекарско друштво, кои што се од 4 ранга. Тоа се дипломи, признанија, плакети и највисоките награди се повелбата Трифон Бановски. Професоре, ви благодарам што одвоивте простор да гостувате во денешната Телма амбуланта и да проговорите за оваа многу важна тема, но овој исклучително важен ден за медицината. Ви благодарам и на вас за поканата. И нека ни ме честит овој ден на сите, овој ден на здравието, кој што е донесен како ден на здравието, заради тоа што е земен и од договорено било меѓу сите представници во СЗО да биде овој ден земен од источните народи кои што овој ден го слават како нивен религиозен празник, тоа е Благовец. И од 1947 година се слави како International Health Day или Интернационален ден на здравјето. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и нека ја честите овој ден. Благодарам.
Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска ви посакувам добро здравје и убав ден.